поздравам почитуван колега Мисовски, почитувана заменик министер за финансии, почитувани колеги пратеници. 13-ти ден во Собранието на Република Македонија водиме расправа за најважниот документ во овој момент, а тоа е ребалансот на буџетот. За кратко ќе стигне и буџетот за новата 2020 година. И пак ќе повторам, не сме удостоени овде да биде присутна министерката за финансии. Иако мислам дека самата и не призна, но сепак и не била вклучена во креирањето на овој ребаланс на буџет, и знам дека е навистина тешко да браниш нешто што не си го креирал и не знаеш што има во него, но сепак тука има доста искусни пратеници и да ги слушаше нивните дискусии, ќе беше подобро подготвена да го одбрани буџетот кој што ќе дојде во собранието за помалку од еден месец, се надевам. Изминатите скоро 3 години власт на Социјалдемократскиот сојуз покажуваат дека оваа влада не е способна да помрдне ништо од мртва точка во оваа држава, дека не е способна да реализира проекти кои што живот значат за граѓаните на оваа наша Република Македонија. Дојдовте на дередже да браните неколку козметички, шминкерски мерки кои што се надевате дека ќе ви помогнат да обелите образ пред граѓаните, но сепак тие мерки и со овој ребаланс и со бројките кои што произлегуваат од овој ребаланс покажуваат дека доживеа едно целосно фијаско. Нема мерка која што измисливте, а да не ја промашивте. Еден пример позитивен нема. Креиравте мерка со која што ја субвенциониравте минималната плата, за да доживеете едно своевидно фијаско и оваа година. Со ребалансот на буџетот, средствата во висина од 4,2 милиони евра, кои што беа предвидени за буџетот за 2019 година, ги кратите на само неверојатни 377.000 евра. Ако се земе во предвид дека и дел од тие 377.000 евра нема да бидат искористени до крајот на годината, ваквото енормно намалување и реалната состојба покажуваат дека мерката не е препознаена од приватниот сектор, односно работодавачите кои што обезбедуваат работа и плата за вработените во приватниот сектор. Се фалите со мерката Мој ДДВ. Ќе би ги набројам поред сите мерки кои што ги измисливте, помпезно ги најавивте, а доживеа целосно фијаско. Се фалите со мерката Мој ДДВ. Во вашиот така наречен план за живот ја проектиравте на 8 милиарди денари, за да атерирате и сега од оваа говорница ја фалите мерката дека со неа за 3 месеци ќе потрошите 3 милиони евра. А прашање е дали воопшто ќе потрошите 3 милиони евра. Гледајќи ја реалната потрошувачка мок на средната и сиромашната класа во Македонија, која за жал со вас на власт се повеќе и повеќе расте, со оглед на нивната можност колку можат да потрошат од реалните нивни месечни приходи, можеме да заклучиме дека секој просечен граѓанин, секој просечен работник во државата, колку и да скенира од своите сметки, кога ќе ги тргне сметките за комунални услуги, на крајот од оние средства што ќе ги потроши претежно во супермаркетите за обезбедување на храна и за средства за лична хигиена, кои што се даночат со само 5% ДДВ, ќе остане луѓето цел месец да скенираат за 1 евро. И ништо повеќе. Исто така,
Значи, можам слободно да заклучам дека и оваа ваша помпезно најавена мерка доживеа фијаско. И тоа целосно фијаско. Од планирани и ветувани над 130 милиони евра годишно, ќе се сведе на некои 5-6 милиони евра, што значи во превод на секој граѓанин во државата не повеќе од 200 денари годишно во просек. Таа е реалност. Се фалите исто така со мерката зелена нафта. Ја предложија, има некои колеги од минатиот состав, ја предложивте како опозиција, ми се чини во 2016 година, тогаш проектиравте цели 100 денари за нафта по декар. Таа е мерка реално според парцелизацијата на земјата и колку земјоделците во Македонија располагаат со одредени земјоделски површини за обработка, за да сега предложите нова мерка. Тогаш во тоа време се разбира, тоа беа некаде околу 2,5 литри нафта, бидејќи цената беше 40 денари по литар, од кога дојдовте на власт и покрај движењата на светската берза за нафта, врз основа на што се зголемуваше цената на пазарот, вие дополнително ја зголемивте акцизата за нафта за 3%. И за да демек многу сакате да им помогнете на земјоделците, се одлучивте да им поделите картички за зелена нафта. Тоа во превод значи некаде околу 3,5 литри по декар. Секој од овде што се занимава со земјоделие може да пресмета дека со нафтата која што им ја понудивте на земјоделците, односно им ја дадовте низ мерката зелена нафта, не можат да обработат, односно да изорат ниту еден цел декар. Еднаш во годината. А тој што работи земјоделие знае дека со една обработка на земјата не може да се одржува земјоделскиот посев. Значи, согласно тоа, вие потрошивте пари за изработка на 55.000 картички, потрошивте пари за воведување на еден цел систем за таа мерка. Наместо тие пари да ги трошите дополнително и на човечки ресурси, кои што треба да ја спроведуваат таа мерка во Агенцијата за финансиска подршка на земјоделието или во Министерството за земјоделие, многу коректно ќе беше од ваша страна рамномерно да ги изголемевте субвенциите по 300 денари. Толку од прилика трошите целосно со таа мерка, по 300 денари рамномерно да ги изголемевте субвенциите по основ на тоа за одледување на било која земјоделска култура. Значи, можам да констатирам дека и оваа мерка доживеа едно тотално фијаско во конечната нејзина имплементација. Потоа, се фалите со бројот на вработените, дека бројот на вработените во Република Македонија пораснал за одредена бројка. Ајде сите во вашите средини размислете од вашата улица, од вашето мало, од вашето населено место, колку луѓе се вработеа за нивните партиски заслуги кон вас во вашата партија СДСМ. Ако ги собереме сите тие од сите општини во Република Македонија, ќе видиме дека тоа зголемување на бројката на вработени, најмалку 80% се должи на зголемување на вработените во јавната администрација. Според вас, сите параметри во економијата се зголемуваат, а граѓаните од ден на ден се потешко живеат. Тие две работи не одат заедно. Или економијата расте како што треба, или не може да се базира на козметички или, како да кажем, шминкерски мерки со кои што сакате да им представите некоја сосема различна слика дека тие живеат подобро, а во реалноста тие најдобро си знаат дека секој нивен нареден ден се потешко и потешко го преживуваат.
Ке се обидам исто така да направам ретроспектива и на амандманите кои што ги поднесов за мојата општина Валандово и за соседната општина Богданци. Иако сите амандмани беа на реална основа, не изискува некои поголеми средства, туку во најголем дел беа за обезбедување на техничка документација, за реконструкција на водоводни мрежи, за обезбедување на техничка документација за изградба на канализациони системи и тоа во помалите места во нашата општина, бидејќи големите населени места кои што зафаќаа поголеми средства ги реализира поранешната локална власт и поранешната државна власт на ВМРО-ДПМН. Останаа малите средини кои што имаат реална потреба да добијат чиста вода за пиење, како што вие ветувавте во вашиот така наречен план за живот. Ветивте чиста вода за пиење, ветивте дека во секое населено место ќе изградите канализационен систем за одведување на отпадните води, но кај нас се уште ги работите, односно ги дореализирате проектите кои што ви ги остави претходната власт со се проекти и со обезбедени средства за реализација. Исто така, сакам да нагласам дека немавте слух како Министерство за финансии, како Влада на Република Македонија, да излезете во пресред за да обезбедите средства на едно мало населено место, кое што, впрочем, се наоѓа на неколку стотини метри од градот Валандово за изградба на канализација. Станува збор за населеното место Раброво, кое што, според моите информации, во овој момент општината е при крај со изработката на техничка документација. Мене ми е сосема јасно како функционира буџетирањето и знам дека доколку предложев амандмани според кои ќе барав поголеми финансиски средства за изградба и реализација на одредени проекти, знам дека тоа не е возможно за 2-3 месеци да биде реализирано. Затоа предложив амандмани, како на пример за реконструкција на основното општинско училиште Петар Мусев во Богданци во висина од 4,2 милиони евра, за која што реконструкција има готов проект, готова техничка документација веќе неколку години и за жал и покрај нереализираните капитални инвестиции, посебно во образованието од ваша страна, немавте слух да и на овие ученици во ова основно училиште во Богданци. Впрочем, ќе нагласам дека општината Богданци се наоѓа во една лоша финансиска кондиција и е повеќе од потребно државата, односно Владата на Република Македонија да интервенира како за изработка на урбанистички планови, за реконструкција на основното училиште во Богданци и за реализација на одредени проекти кои што вие како политичка партија и како локална власт ги имате ветено за тоа населено место. Ке се префрлам на земјоделието. Тоа е најзначајната стопанска гранка за мојата општина и за регионот од каде што доаѓам. Иако ветивте интервентен фонд во земјоделието, сигурен откуп за земјоделците на терен во овие 3 години се соочуваат земјоделците со сосема поинаква слика од таа вие што им ја ветивте. Напротив, продажбата на земјоделските производи, на одредени земјоделски производи, станува невозможна. Кога доаѓам од Валандово, морам да нагласам дека еден од амандманите, впрочем, и беше да им се помогне на производителите на јапонско јаболко, кои што во изминатата 2018 година не можеа да го продадат својот род. Над 80% од родот во Валандово и Валандовско остана под дрвјата низ полето во Валандово и општината. Побарав средства за да им се овозможи
на тие производители на ова еколошко овошје да им се надомести трошокот за производство, бидејќи, како што и претходно кажав, целото производство им остана несобрано, односно луѓето не зема ниту денар за својата работа, а камоли да ги покријат трошоците. Згора на се, оваа влада преку Министерството за земјоделие направи уште една штета на нив и на производителите на калинки и смокви. Не знам која беше целта Министерството за земјоделие да донесе акт со кој што се намалуваат субвенциите за јапонско јаболко, калинка и смоква за 30%. И тоа за 2018, најтешката година за овие производители. Тоа се единствените 3 овошје во Македонија кои што се произведуваат еколошки и единствено плантажно се одгледуваат во општина Валандово и никаде на друго место. Наместо да ја согледат реалната ситуација, дека луѓето не заработија, односно потрошија за производство и собствени средства, згора на се, владата, немајки слух, немајки луѓе кои што ќе ги дадат реални податоци за тоа што се случува на терен, згора на се, ги намали субвенциите за 30%. Од 3300 по декар или 33.000 по хектар ги намали на 2500 денари, односно 25.000 по хектар. Само ќе ви кажам дека јапонско јаболко во општина Валандово има некаде околу 200 хектари. Производители на калинка имаат околу 70 хектари. Овие, посебно калинката, беше на изумирање. Но сепак, со мерките на претходната влада за подигање на нови насади, калинката се врати, но оваа влада, наместо да помогне во презентирањето, изголемувањето на продажбата на овој многу значаен продукт, ги намали субвенциите. Тоа се реалните промашувања. Јас овде ви кажав само еден мал дел од многуте промашувања кои што придонесоа за едно да бидете оквалификувани како влада која што со своите катастрофални политики буквално е најголемата елементарна непогода кој што и се случи на Република Македонија во изминатите 30 години. Би сакал да привршам, колку и да зборувам, вие си гледате од една страна дека оваа влада добро работи, но сепак овие наши кажувања, овие наши дискусии, вие со вашата страна, ние со реалната страна, ќе ги измериме нашите сили на избори и ќе добиеме едни реални резултати од тоа која влада како работи за сопствените граѓани. Ви благодарам. Благодарам. Реплика пратеникот Луквенец Кари, повелете.